Господине Заев, кога ги најавувавте инвестициите за Facebook и Google, не рековте дека тие ќе додат во Македонија после членството во НАТО. Кога во Македонија инвестираше Johnson Controls, Johnson Matthey, Kemet Electronics, Drexler Meyer и многу други, тие не го условуваа своето инвестирање со членството на Македонија во друга меѓународна организација. Вие ова сте го изјавиле отворено пред јавноста и сте кажале дека преговорите се во напредна фаза во септември 2017. Сега сме крај на ноември 2018 година. Вашите изговори тука, дека ние треба прво да го смениме уставот и да станеме членка, па да добиеме инвестиција, значат дека Македонија можно е да не добија странска инвестиција до 2020 година, кога реално може да се очекува тоа членство. Тоа значи дека сите ваши ветувања за странски инвестиции биле лажни ветувања, а сега менувањето на уставот или членството во НАТО го користите како изговор за неспособноста ваша и на вашиот тим да донесете странска инвестиција во земјата. Нас може да кажеме дека ни изгледаше како ефтина политичка програма отварањето на сендвичарата на КФЦ во Сити Мол. Не е проблем, нека се отвори и таква сендвичара. Но 14 вработувања во КФЦ не се сериозна странска инвестиција. А вашата најава дека сте во напредна фаза за инвестирање со Google и Facebook испаѓа дека е само лажна пропаганда со која што сте сакале да создадете привид дека вие нешто директно работите. Или вие немате способност да ги донесете овие компании, или вашиот тим кој што ви дава информации не е способен и ви дава лажни информации. Единственото нешто што досега го имате направено за Facebook во Македонија се 50 нови вработени во владата на Република Македонија кои што се задолжени да ви стискаат лајкови на вашите постови. И уште во неколку општини кои што тоа го прават на Facebook. Затоа што ваквите озбилни најави кои што ги давате не се вредни потоа да се избегнуваат како одговори со некои такви изговори поврзани со членството на Македонија во други организации. Или сте, или не сте способен да ги реализирате вашите планови и најави за странски инвестиции. Не сум задоволен од одговорот и немам дополнително претенечко прашање.